Благодарам, почитувам подпредседател. Се јавив за реплика затоа што во суштина искрено да бидам сум збунет од говорот на колегата Халил Снопче, кој реално го ценам како човек. Меѓутоа, неговиот настап беше типично конзервативен и се потенцираа вредностите, фамилиарните вредности, зачувување на моралот, на семејството, сето она што генерално и ВМРО ДПМН се залага, и тука немаме двојби. И сега пред нас е еден контраверзен закон, каде што сметам дека дополнително во интерес на граѓаните, доколку смета дека треба да се одговори, почитуваниот колега да даде конкретен одговор на две прашања. Првото прашање е колку овој закон влијае на политиката на неговата партија. Доколку влијае доволно силно, дали овој закон ќе биде причина за да ја напуштите владата? Затоа што генерално зборувавте за вредности. Фамилија и така натаму, семејство, растурање на бракови, знаеме сите што представува коморот. Или ова не е толку битен закон за да се наруши таа коалиција која имате со владеачкото мнозинство, кој впрочем го предлага овој закон. Значи, оваа дилема не треба да барате во ВМРО да се изјасни. Вие треба веќе кога излегувате на говорница да ни кажете дали овој закон е битен за вашата партија. ВМРО има многу јасен став за ово прашање. И ние ова нема да го поддржиме. Меѓутоа, збунува вашата позиција. Треба да одговорите, според мене, на граѓаните, пред се на сите граѓани на Република Македонија. Дали овој закон има толку големо важење за вас, за да ја напуштите коалицијата, или не? И второто прашање. Понудивте решение хотели со 5 звезди. Меѓутоа, овие денови имаше некоја интересна пресконференција од албански партии кои јавно кажаа дека се злоупотребува во моментот видеолотаријата и дека на диво се организираат среќи во Албанија и во Турција. И тоа од Македонија. И тоа е скандал од меѓународни размери. И за тоа прашање би требало да дискутирате. Благодарам. Контрреплика.